Со другарите од школа до ден денес комуницираме, се дружиме и се собираме. И најчесто на тие дружби се збори тоа што се случувало кога сме учеле, кој кај. И пред некоја дружба приметив дека еден другар од средно, ние ќе го викаме Борис, никогаш не доаѓа на тие дружби. Борис инаку беше многу интелигентно и паметно дете. Секогаш кога наставниците испрашуваа, секогаш све знаеше, секогаш дигаше рака, секогаш точно одговараше на сите прашања и ради тоа некои од децата го закачаа, му се смееа, го викаа бубалица. Последно од средбите решив да го прашам Борис зошто никогаш не доаѓа на тие средби, а тој ме праша, како стварно ме прашуваш зошто не се сеќаваш ли што се случуваше кога бевме во школа, кога учевме заедно. Тоа што за вас школските денови биле најубавите денови во животот, за мене биле најлошите денови во животот. После тоа се заправивме муавет малку околу овие случки и ме потсети дека јас него никогаш не сум го одбранил. Ме вика, да, може ти не смислуваше смешки за мене, ама и никогаш не ме одбрани. Ја после толку време сваќам дека јас сум бил були. Можда не активно, ама пасивно, затоа што ништо не сум превземал во врска со тоа, ме прави и мене на еден начин були. На Борис не можеме никако да му ја надокнадиме болката, нити времето изгубено, ама затоа можеме да ги научиме денешните деца на емпатија и разбирање.